Почитуван колега Мартин, морам да ви реплицирам исто така на вашиот говор, затоа што освен од во делот дека го интерпретиравте буџетот, не се согласувам дека овој буџет има развојна компонента и дека овој буџет ќе биде насочен кон реализација на крупни капитални проекти, за кои што и самиот овдека не осврнавте поголемо внимание, односно не посочивте што точно би изградила владата, односно би реализирала како капитална инвестиција во 2021 година. Знам дека има наведено неколку проекти, но и вие знаете дека нема да се реализираат. Кога говориме еве само во еден сегмент за здравството. Во буџетот од 2021 година повторно ги споменувате истите проекти. Тоа се Општата болница во Кичево, Клиничката болница во Штип и новиот клинички центар во Скопје. Кажете ми, колега Мартин, што од овие проекти започнавте, сте во тек или планирате да завршите во 2021 година? Од она што може да се види од предлогот на буџетот, во делот на здравствена заштита, од превенција, кратите, за кардиоваскуларни болести, половина од средствата, скоро половина за превентивни мерки од туберкулоза, кај куративните мерки, кратите кај болничко лекување без наплата, на партиципација за пензионери и одделни социјални категории, што директно се коси со вашиот предлог закон со кој се предвидува пензионирање на 62 години за жени и 64 години кај мажи. Во здравството, колега Мартин, нема инсулин, нема клексани, пациентите се соочуваат со реални проблеми и бараат решение, а не суви фрази дека се е розово и се е во ред. Кога говориме за задолжувањето, не презадолживте колега Мартин како влада и Република Македонија го достигнува највисокото ниво на задолжување. А знаете ли зошто е тоа така? Затоа што не можете да се соочите со реалноста, да се изборите против корупцијата и етот кој што го прават вашите функционери. Не решивте ниту еден покрупен предмет во областа на криминалот и на корупцијата. Само знаете ли зошто? Затоа што остана нерешени. Каде се 3 милиони евра кои што ги има поделено обвинителите во специјалното јавното обвинителство? За тоа се уште немаме трак. Се работи за навистина огромни средства. Потоа рекет 1 и рекет 2 исто така останаа без комплетна завршница. Треба да се посветите на решавањето на криминалот за да има кревање на развојот во општеството. Благодарам. Контрареплика пратеникот Мартин Костовски, повелете.